Преполни затвори, затворениците спијат на пот, немаат постојано чиста вода за пиење ниту соодветна здравствена услуга. Годишниот извештај на Националниот превентивен механизам за 2025 година покажува сериозни системски проблеми во третманот на лицата лишени од слобода. Народниот правобранител затекна лоша состојба во затворите во Скопје, Куманово, Идризово, Струга и Охрид, како и воспитно поправен дом Тетово, но и во полициските станици. Беа затекнати душеци со постелина, поставени директно на подот на кој преноќуваа притворени лица. Дополнително, повторно беше нотиран и долготрајниот проблем со обезбедувањето вода за пиење. Установата располага со одредени количества техничка вода, добиена од бунари, меѓутоа таа не е доволна и не се обезбедува континуирано. Констатирани се пропусти во психијатриските болници, во болницата во Демир Хисар, на штета на пациентите и особено на психички најтешките болни. Медицинските работници се принудени да работат и како безбедносен кадар, затоа што осудениците кои со врски дошле таму само за да не одат во затвор, ги малтретираат, ги злоупотребуваат и плашат болните. Организираат и успешни бегства од болницата, зашто државата таму нема затворска полиција. Обезбедувањето квалитетен, стручен и независен систем на психијатриско вештачење, како и зајакнувањето на капацитетите на форензичката психијатрија представуваат важен предуслов за заштита на правата на пациентите за правилно функционирање на правосудниот систем и за зачувување на довербата во институциите. Иако во одредени области се забележуваат придвижување и напори за подобрување на состојбите, голем дел од проблемите на кои Националниот превентивен механизам укажува со години, остануваат актуелни и денес. Народниот правобранител апелира за посилна институционална посветеност и подобри услови за почитување на човековите права на лицата лишени од слобода.